Жртвите на семејно насилство се охрабруваат да го пријават насилникот, но често се одвраќаат од тој пат. Пријавуваат дека биле тепани или малтретирани, но кога процесот продолжува, тие се откажуваат и не бараат кривичен прогон. Па така со соодветни поднесоци се заокружени едва 1/3 од регистрираните случаи во СВР Тетово. Од вкупно 281 случаи за само 8 месеци. Кривични дела се 75, а останатите само поплаки. Најголемиот број од кривичните дела, поточно 55, биле со нанесување телесни повреди на жртвите, едно со убиство на родител, а преостанатите со загрозување на сигурноста на жртвите. Најчести сторители на ваквиот вид насилство во овој период се машки лица, претежно сопрузи, поранешни сопрузи, вонбрачни сопрузи, татковци и синови, а најбројни меѓу жртвите на ваквото насилство се сопруги, поранешни сопруги, вонбрачни сопруги, мајки, ќерки и други членови на семејството. Во периодот за кој станува збор, евидентираме и вкупно 206 случаи на поплаки, односно прекршоци, исто така поврзани со семејно насилство, во кои се одржале психичко, физичко или економско малтретирање. Најбројни меѓу оние кои го вршеле ваквото малтретирање биле машки лица. Од Центарот за поддршка кој започна со работа во Тетово од декември минатата година, потврдуваат дека жртвите честопати се враќаат кај насилникот, поради срам од околината, но и економска зависност. Процесот се отежнува и поради тоа што во Полошко нема каде да се згрижат, а локалната самоуправа досега не покажала интерес. Шелтер центарот е навистина потребен затоа што на ниво на Полушкиот регион ние немаме шелтер центар и сето тоа го отежнува, нели ја отежнува самата постапка да жртвата која што пријавила насилство, а постои интервентна потреба да се смести во определен шелтер центар, мора да се носи нели надвор во други градови, тоа е поприлично поодалечено. Со оглед на статистиката и податоците е многу потребен, меѓутоа она што мене дополнително ме загрижува е што општината не ги поддржува ваквиот вид на ресурси. И ова се претежно финансирани советувалишта од надворешни фондации, а тоа не е трајно решение, што значи дека жртвите ќе имаат поддршка се додека постои финансиска поддршка за ваквиот вид на советувалиште, што е навистина загрижувачки. Психички растројства, болестите на зависност, како алкохол, дрога, љубомората, прекината љубов, нарушени односи, се дел од причините за семејно насилство.